Мостот за ловење риба, а го носи името генерал Михајло Апостолски, што не завршуваше никаде, конечно ќе ја добие вистинската смисла и функција да ги поврзе аеродром и Газибаба. Мостот што до некаде изграден, со години не им служеше на граѓаните, оваа година ќе биде пуштен. Моментално се наоѓаме на мостот генерал Михајло Апостолски, мост која што треба да ги поврзе двете општини, аеродром и Газибаба. Со неговото ставање во функција, надлежните очекуваат дека конечно ќе се овозможи непречен сообраќај низ овој дел од градот. Минатата власт никогаш не ги реши имотно-правните односи, што беа пречка да биде пуштен во употреба. Актуелниот скопски градоначалник Корце Ѓорѓиевски сега објави дека експроприацијата е конечно завршена. Според Ѓорѓиевски, за 2 месеци мостот ќе биде ставен во функција. Зад мене се наоѓаат дел од објектите кои што со години го кочаат целосното поврзување на мостот. Според најавите на надлежните, проблемот е конечно решен. Граѓаните се очекува да се иселат во најкус можен период и да се започне со расчистување на просторот. Тука, искрено и од срце, сакам да им се заблагодарам на овие домаќини, културни и честни луѓе, со кои пуштивме рака за овој проблем да стане решение. Граѓаните велат дека и за нив придобивките од овој мост ќе бидат огромни. Тие посакуваат што поскоро да се отвори, бидејќи со него ќе скратат многу време, а воедно ќе се растеретат други булевари од сообраќајниот метеж. Не да биде бенефит, дај Боже што поскоро да се пушти. Зашто не спојува со автокоманда, за бутел одење преку автокоманда, мислам подобро нешто не може да биде. Мостот штета е што стои овдека. Бенефит за аеродромци? Да. За цело Скопје, не само за аеродром. Кои ќе бидат бенефитите? Не треба ја да ги кажам. Внуката од градинка да ја прашате, ќе ви каже кој ќе има сите. Прво, ова булеварот ќе се ослободи, кидат од овамо. Скроз автокоманда, железара, бутел. Наместо да вртам на близнако таму мостот, јас од овдека пешки можам до автокоманда да се поидам. Зашто? Ми е близко. Мостот почна да се гради уште во 2020 година од тогашната власт под водство на Петре Шилегов, но не беше ставен во функција поради нерешени имотно-правни односи. Според тогашниот план, најпрво се реконструираше булеварот Асном, а потоа преку мостот требаше да се поврзе со населбата Керамидница.